Почитувана представничке на УНИЦЕФ, господја Диджовани, Ваша ексцеленцијо, амбасадор на Европска унија во Република Северна Македонија, господине Гир, почитувани колеги министри Тренчевска и Тупанчевски, почитувани деца, дами и господа. Промотивниот настан за медиумската кампања Правда за децата е уште еден повод да се подсетиме дека инвестирањето во подобрување на условите за живот за децата е всушност инвестиција во иднината. Отаму со посебно задоволство сакам да истакнам успешната имплементација на проектот Правда за децата, ЕУ за малолетничка правда по мерка на децата, финансиран од Европската унија и кофинансиран од УНИЦЕФ. Во рамки на овој проект постигнати се значајни резултати во подобрување на системот за правда за деца во Република Северна Македонија, согласно сите глобални стандарди и норми. Од исклучителна важност е што преку овој проект се изготви и националната стратегија и акцијски план за превенција и правда за децата, кои предвидуваат низа на активности насочени кон правата на децата. Министерството за внатрешни работи како партнер во спроведувањето на активностите, заедно со другите релевантни чинители, има должност и обврска на сите деца во ризик во судир со законот како деца жртви или сторители на кривични дела, да им обезбеди посебна заштита и поддршка и со нив да постапува со посебно внимание по согласност со нивните права. Полициските службеници се првиот и многу значаен контакт што детето го остварува со системот за посебна заштита и правда. И токму првичното позитивно искуство и пристап на полицијата ќе биде важен фактор во креирањето на чувство на сигурност и почит кај децата кон институцијата и кон законот воопшто. Пристапот и начинот на постапување од страна на полицијата кон децата од секогаш имале своји специфики по кои се разликува од постапувањето кон возрастните како сторители на кривични дела. Токму реализацијата на овој проект ќе придонесе зајакнење на капацитетите и вештините на полициски службеници што работат во делот на правда за децата, посебно во делот на реализираните и успешно спроведени обуки за свесноста за траумата на децата и согледувањето на најдобриот интерес на детето, како и мултисекторскиот пристап од доживеаната траума. Реализираните обуки за наставниот кадар од Центарот за обука на МВР ќе придонесат за изготвување на наставни програми кои ќе се темелат на создавање на компетенции насочени кон стекнување знаења, вештини и ставови на полициски службеници кои применуваат полициски овластувања кон деца. Превенцијата и соработката меѓу полицијата и граѓаните представува стратешка определба на Министерството за внатрешни работи. Има значајна улога во достигнувањето на европските стандарди на полициската работа. Проактивниот начин на решавање на проблеми е движечка сила на превентивното полициско работење, што значи да се реагира пред да се случи инцидент или да се насети можноста за случување на инцидент. Превентивните активности ќе придонесат децата да се изградат во правилни личности, да се ориентираат кон вистински вредности и да се дистанцираат од девијантните појави. Навременото превенирање на детското престапништво е суштински дел од спречувањето на криминалот во општеството, а спречувањето на детското престапништво бара мултисекторски и мултиинституционален ангажман од сите важни чинители во општеството. Почитувани, Република Северна Македонија како потписник на Конвенцијата за правата на децата се обврза да обезбеди исполнување и заштита на правата на децата. Тоа вклучува преземање постапки за развивање политики, системи и капацитети, како и ресурси неопходни за промовирање и заштита на правата на децата со цел усогласување на домашниот правен систем со меѓународни и европски стандарди, а најдобриот интерес на децата е ставен во преден план во секоја фаза од постапките. Министерството за внатрешни работи, како еден од активните учесници во градењето на првичниот систем на третирање на децата, како и досега ќе продолжи со соработката во меѓусекторските тимови на сите засегнати страни, во градењето на сеофатен систем за детска заштита, со фокус кон давање поддршка на децата во судир со законот и нивната реинтеграција. Во таа насока, ве уверувам дека и во наредниот период ќе продолжиме со преземање на сите неопходни чекори со цел заштита и унапредување на интересите на децата
и на унапредување на знаењата и вештините на полициските службеници. Ви благодарам на вниманието.